Божја убавина која ќе ве остави без див, недопрен дел од рајот. Малку се зборовите кои можат да ја опишат убавината на Беловишките водопади. Најновата дестинација која ја одбраа за посета планинарите од планинарскиот клуб Љуботен. Вообичаено, кон овој најнов планинарски предизвик, се тргна наутро од предпросториите на клубот. Повеќе од 100 планинари имаа желба да ја видат оваа шарпланинска атракција. Стаза е маркирана црвено-бело, ако некој го утне, ама ке да не го утнете. Како и да е, се движимо од 2,5 сата све нагоре. До местото од кај што се гледаа водопадите. На сат време идење, има една ливада, тој ќе направиме една пауза. Најверојатно времето ќе биде убаво, нема да заврне, ако заврне сите кабаните ќе се. След тоа продолжуваме, па нема место за голема колона прајање, него ќе биде еден по еден. Последните 100 метра, висински, ќе пазите затоа што се иде на карпа. Не, сега не е буквално на карпа, ама не е убаво, не е фино. Кај ќе се стигне на местото кај што треба се види како е вида, ќе се стига и ќе се врата назад, за да може други да дойде. После укупно сите, чекаме кој е на карпа, се гледа да ја види кој е се скешно. Ние ве молим сите да пазите. Лани има прискачените на практика.
На живописната природа и се одушевуваа сите учесници на ова планинарско искачување. Секоја средба со природата е нова и единствена, особено кога се реализира во првите денови од мај. Организираниот планинарскиот клуб Љуботен со нивните водичи по обележана планинарска патека не беше напорно да се истражат беловишките водопади.
Едни од најубавите водопади во Македонија, да се каже можда и најдолги, се Беловишките водопади. Почнуваат од висина од 1350 метра, завршуваат на 1100 метра со прекиди. Еден недостаток им е тоа што преку лето не се толку издашни со вода, како што во овој период, април-мај месец, затоа ние оваа тура ја организираме во април и во мај, за да се види целата нивна убавина, за да се види водениот тек што го поседуваат, убавината на природата која раззеленува во април и во мај, и богатството на водата со која што поседува Шар планина. Предизвикот е тоа што да се избега од секојдневието од градот, од смогот. Убаво е еден дел на неделата вака да слезе надвор, на воздух, во природа, кај што имаме прекрасна панорама, дружење, рекреација и после тоа дома се знае убав одмор и утре пак на работа. Членувам у планинарското друштво Љуботен, клуб Љуботен од 82 година и со самото дружење решимо да посетиме водопадов овде, Беловишки водопад. Така да ова ни е трето искачување и драго ми е, мило што се одазва овде толку народ да го посетат и посебно ме радuje што има деца мали при нове и сматрам дека денеска убаво ќе си поминеме сите, времето одговара и тоа. Овде беа и љубителите на спортот, просветните работници, кои љубовта кон природата им ја пренесуваат на своите ученици. Јас како професор во средното училиште Моше Пијаде, ја неговарам оваа секција више 12 години, оваа година сите активности се во склопот на еден мал голем јубилеј. Еве четврта, петта тура како ни е ова е една од најубавите можеби, највише ја сакаат моите ученици оваа тура, затоа што е една кратка, но атрактивна, убава и безбедна. Еден мал куриозитет од нашата секција, 20 години излегува многу активни планинари. Меки ние меѓу алпинистите, вашиот камерман, нашиот председател Јовица Божиновски беше председател на нашата секција, така да продолживме една светла традиција, продолжува едно движење младенско во спортската рекреација, во планинарието како спорт, како движење масовно, кое што се надевам дека ќе продолжат. И тие што сега се дојдени денеска, што се помлади од 14-15 години. Така, еден куриозитет и за Беловишките водопади, посебно за горниот водопад, се вели дека еден од најголемите на Балканот. Имате ли и вие такви информации? Јас, дали е најголем на Балканот, тоа не ми е познато, меѓу најголемите, меѓутоа јас многу години планинарим, спортувам, живеем со спортот, да не речем професионално. Јас мислев порано дека каде сум одел, мислев дека сум одел на сите најубави места. Меѓутоа кога ќе дојде човек на овој водопад, на овие водопади, ќе каже дека не бил претходен на најубавите места, дека е ова нешто најубаво, така јас мислам барем, и такви спомени, такви сеќавања сигурно ќе понесат и овие стотина денеска прекрасни луѓе што ќе почувствуваат оваа природа. Беловишките водопади спаѓаат во редот на најголемите вакви природни реткости во Македонија, но според кажувања на планинари и на Балканот, сместени се на тетовското село Беловиште. На Беловишка река има 3 водопади. Најмалиот се вика Вражибир и е најблиску до селото. Сместен е до црквичката Света Петка, а местото Беловиштани го викаат Петочко водиче. Останатите 2 водопади се наоѓаат по горното течение на Беловишка река. Водопадот Долна скала се наоѓа во еден сосема непристапен терен. За да се има прегледност на водопадот, потребно е да се погледне од спротивната страна на планината. Оваа карпа беше цел на нашето искачување, да се има прегледност на видикот
од спротивната страна. Се наоѓаме на висина од 1350 метри. Тоа е местото каде што сега се наоѓаме овој прекрасен видиковец према Беловишките водопади, кој што навистина створено од природата неверојатно убаво поставено од едната страна Беловишкиот водопад, од другата страна оваа карпа каде што прекрасно се гледа целиот водопад како што гледате. Кажав, тука е висина 1350 метри. Водопадот почнува од 1400 метри и има негде, нема директен пат, но има пат негде околу 80 до 100 метри. Не е мерено, може да има мерено во некои поранешни изданија на книги за шапанина, но сега во овој момент не знаеме, тие се постари изданија. Така да на ова прекрасно место можам да кажам мало ризично во овој дел од Карпата, но сепак човек се чувствува како да е негде многу високо. Некаде во 8 часот, 8:30 поточно часот од селото Беловиште, групот 100 планинари тргна кон ова место, овој поглед кон Беловишки водопад. Организација на планинарски клуб Љуботен, значи традиционално пролетта кога е водата голема, може да се каже, на овој водопад, кога има што да се види, го организираме оваа манифестација. 100 планинари о локално ниво, значи на Тетово, има и од Белград некои планинари. И едно од поинтересните, кратка тура, но многу поинтересна и симпатична тура на планинарскиот клуб Љуботен. Благодарение на генералниот спонзор Дараком Тетово и како санитетски спонзор Поликлиника Интермед и медиумски покровител телевизија Менада. Кога ќе погледне човек лево и десно, едноставно запира дивот. И не знам што би кажал нешто повеќе, значи во оваа убавина, оваа нетакната природа, секој би посакал да дојде тука и да биде присутен на овој денешен ден што ние така го организиравме овој планинари од Љуботен. Овој ден има голема символика. Ако се подсетиме на Госевите зборови дека светот го разбира како простор за културен надпревар на народите, ние денеска имаме еден интересен надпревар со природата. Кондицијата на планинарите во борба со природата. Тоа е една мала символика за денешниот ден. Има и една многу интересна цел. Целта наша е да одведеме што поголема група на луѓе во планина, да го замениме тоа неубаво секојдневие, по кафеани, по улици со секојдневие што би требало да стане практика, движење во планина. Запознавање со овие прекрасни убавини, да човечка нога стапне на овој камен тука и зад нас да ги погледа водопадите Беловишки. Тоа е убавината на оваа земја. А се надевам дека граѓаните, младината, поготово младината, кога ова ќе го види, ќе разбере дека во нашата земја има прекрасни убавини, дека ова треба да се види, дека ова треба да се популаризира. Овој водопад најатрактивен е во пролетните месеци, кога се топи снегот на шара. Тогаш се богати со вода, така што нивниот пат е подолг и раскошен.
Ете ова зад мене беше целта на нашето денешно планинарско искачување. Ова се Беловишките водопади, лоцирани на 1350 метри надморска височина, на 3 часа одење од тетовското село Беловиште. Се на вистина грандиозно дело на природата. Меѓу учесниците на планинарската тура имаше многу млади луѓе, некои од нив дојдени и од странство. Прв пат сум на Шар планина и прв пат на планинарење. Прекрасно е чувството, преубава е природата, водопадот е импресивен. Dolazim iz Beograda i prvi put sam u Makedoniji uopšte. Доаѓам од Белград. Прв пат сум во Македонија воопшто. Прво го посетивме Охридското езеро, беше супер. Сега дојдовме да се шетаме по Шара. Супер е, многу убаво и не е многу напорно, колку што мислев дека е. I nije toliko naporno, koliko sam mislila će biti. Pa nije bilo naporno, ali predivno je priroda. Не беше напорно. Природата е прекрасна, навистина чисто, фантастично чувство. Водопадот е одличен. Никогаш немам видено олку убав водопад. Predivno voda. А дајде ја имам една чаша и у шишен треба ќе направиме. Види го сега. Живописни гледки го следат патот кон овој водопад и назад, кон местноста Петочко Водиче, атрактивно излетничко место на кое има неколку цркви. Меѓу нив една посветена на Света Петка. Со пријатно време, живописна природа, ден поминат по оваа планинска линија, ќе се памети цел живот.